Возраста веројатно има огромна врска со желбата да се оствари детскиот сон. Како инаку да се протолкува толкавата потреба конечно да се добие омилената играчка. И да се има само за себе. Оти според искуството, тешко дека што било ќе може да се види низ цензорското око на камерата, освен тоа што ќе го диктира новиот телевизиски магнат, газдата Петар Каревски. Нема да сликаш ли? Да, излези од тука. Ајде бего. Појде ова си да сликаш овде. Ајде, тргни се од тука. Јудо, тргни се од црквата. Тргни се од црквата. Каревски, вие полете си вашата работа. Вие немате право да ме натерате. Ова е Божи храм, ова не е куќа на Каревци. Братска љубов не треба многу да се очекува, бидејќи таа во црквата зависи од определбата кому навистина му се служи. Но за разлика од духовниот свет, во материјалниот се претпоставува дека постои нераскинлива врска меѓу мајката и синот. Или и тоа станува се повеќе претпоставка отколку факт. Струја што немам, а и леп не ми дава. Нема спогодба со мојот сестричник, сега со пре и леп не и дава. Ма леп што и дава и внуците нени на вратта и на џамо и досадуват. Викат, ајде мори кога ќе умреш. Гревовите тешко се чистат, сепак постои средство кое може да помогне. Се разбира не за гревовите, иако може да биде пробано со оглед дека според стилската фигура која се употребува, впечаток е дека повеќе станува збор за живо суштество отколку за предмет. Стотици години назад главно средство за лична хигиена бил свинскиот сапун. За него се тврди дека за сето време бил главен хигиеничар во сите куќи. Иако има огромни заслуги во минатото, тој се уште дава се од себе и е многу корисен. Да се даде се од себе и да се биде корисен е исклучително важно, особено кога луѓето со оштетен вид се соочуваат со проблем да излезат од дома. Бидејќи пред влезот во кој живеат, некој несовесен градежник оставил отворена шахта за кабли. Минуваме секој ден, не знаеме дали можеме да пропаднеме, пошто слабо гледаме. Стварно и не сакам да завршам. Каде? Па на ортопедија, тука во Штип. И тука се би било завршено како во секоја нормална бајка. Ама кај нас, таа мора да е со македонски епилог. Комуналците на јавното предпријатие ИСАР реагираа експресно. Бетонскиот капак веднаш е поставен, а со тој и ризикот по здравјето на станарите е затворен. ЈП ИСАР експресно излезе на терен и привремено го реши неминат проблем. И на крајот, наместо трајно затворена дупка, сега има привремен камен на сопнување. Изгледа се нема спас. Да се произведува е тешко, ама и да се купува е уште потешко. Поставена на ваков начин, енигмата на вистина нема решение. Мерката за мака не може да се одреди. Само тешкото нека е со лесно, оти има и бетер.